солзи лелек над 50 семејства останаа без своите деца. Кочани тагува цела Македонија по трагичната несреќа во ноќен клуб во Кочани. Граѓаните во повеќе градови од државата палат свеќи. Скршени од болка сочувствуваат за починатите најмалку 59 лица. Страшни сцени од диското, потресни сведоштва на преживеаните, но и на родителите кои ги изгубија своите деца. Турканица пред единствениот излез на диското, секој со надеж дека ќе се спаси и ќе излезе жив од пожарот. По време на она излавањето кој излавала се паднала и врз неа се газелиците таму кои се излавали. Она е 20 години, другата е 25. Сите почнаа да трчат наоколу, сите гледаат да се спасат животот. Никој не беше свесен за спасување тела, сите не знам, нема коментар. Сите се под стрес. Јас само тука имам оток и малку на коленото. Излавајќи на надвор, паднав на земјата и другите што газеа по мене и едноставно тука бев на земјата се попирав многу разум. И од сето тежина од сите не станаа тие помрти. Денеска остана само пеплосан објект и сведоштво за една огромна трагедија, најголема во Европа во последните години. Пејки во еден глас, никој не знаеше дека тоа за дел од нив ќе биде последната испејана песна. Надлежните децидни дека одговорност за оваа трагедија ќе има. Согласно последните информации, во тек се рочишта за определување притвори за лицата кои се осомничени во овој случај, а одлуките треба да ги донесе основниот суд во Кочани. Досега сослушани се над 20 лица, а за 11 обвинителството поведува постапка за нивна вмешаност во самиот случај. За 8 лица е побарана мерка краткотраен притвор, а 3 лица се во болница и се во тешка здравствена состојба. Во државата е прогласена 7-дневна жалост.